Под мотото да ставиме крај на злоупотребата на детскиот труд во домаќинствата, денеска во Македонија се одбележува 12 јуни, светскиот ден против злоупотреба на детскиот труд. Целта е да се подигне свеста и да се потенцира маката на 15,5 милиони деца низ светот, домашни работници, што е повеќе од 4% од сите деца чиј труд се злоупотребува. Ова се урбаните вести на МТМ телевизија. Останете со нас. Од Центарот за управување и контрола на сообраќајот ќе се контролираат 90 раскрсници низ Скопје. Неограничено зонско паркирање во општина Центар. Младите во одредена мера вклучени во изборните програми на кандидатите за градоначалници. На 15 јуни во сабота започнува фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски денеска го посети Центарот за управување и контрола на сообраќајот, со чија изградба ќе се овозможи поголема контрола и намалување на гужвите во сообраќајот низ скопските улици. Целта на овој центар е да ги наблюдува, контролира и управува крстосниците на територија на град Скопје. За таа цел ќе бидат поставени 47 контролори кои ќе бидат поврзани како меѓу себе, така и во самиот центар. Ивана Митковска. Благодарение на новиот Центар за управување и контрола на сообраќајот, чија изградба е во тек, ќе се овозможи поголема контрола и намалување на гужвите низ скопските улици. Центарот ќе ги наблюдува, контролира и управува раскрсниците низ градот, зашто ќе бидат поставени 47 контролори кои ќе бидат поврзани како меѓу себе, така и со самиот центар. Освен тоа, пред секој семафор ќе бидат поставени 320 детекторски индуктивни јамки. Овој систем и на овој начин ќе се овозможи автоматизирано или адаптивно управување со сообраќајот на раскрсниците во градот Скопје, така да сега ќе нема фиксно зелено време на чекање, туку во зависност од бројот на возилата кои што ќе бидат избројани од активните јамки, во зависност од тоа време, значи ќе биде и прилагодено зеленото време на раскрсниците. Со тоа сметаме дека ќе се намалат гужвите на раскрсниците во градот Скопје, ќе има побрзо движење на возилата низ градот Скопје, ќе има подобра еколошка средина. Првата фаза од поставувањето на контролорите ќе биде спроведена во текот на летото, при што ќе бидат поврзани 30 раскрсници, а вкупниот проект во кој ќе бидат вклучени вкупно 90 раскрсници се планира да заврши до крајот на оваа година. Дел од финансиите за овој проект ќе бидат обезбедени од буџетот на град Скопје, а дел со кредит од Европската банка за обнова и развој, во износ од 2,6 милиони евра. Советот на општина Центар донесе одлука за неограничено зонско паркирање за граѓаните на општина Центар. Претседателот на Советот ги повика сите советници без разлика од која политичка партија доаѓаат да работат за доброто на граѓаните. Елизабета Дамјановска. Жителите на општина Центар конечно ќе можат да заборават на трошокот кој му дираше по џебот, а се однесува на паркирањето на нивните автомобили. Градоначалникот на општината Андреј Жирновски денеска на пресконференција соопшти дека мнозинството советници изгласале одлука со која жителите на Центар конечно ќе имаат неограничено бесплатно зонско паркирање на територијата на општината. Мнозинството на советници изгласа одлука со која што граѓаните на општина Центар имат можност за неограничено бесплатно зонско паркирање на територијата на целата општина. Ова одлука, конечно која што донесено во општина Центар, е исклучително битна за граѓаните на нашата општина и со оваа одлука конечно се исполнува една од круцијалните на важните изборни ветувања. Одлуката стапува на сила со објавување во службен весник. Во меѓувреме, јавното претпријатие ги изготвува налепниците кои ќе им бидат поделени на граѓаните на општина Центар. Директорот на Паркинзи Центар, Саша Богдановиќ, ги повика граѓаните на општина Центар кои имаат поднесено или треба да поднесат барање за добивање на повластена паркинг карта во наредниот период да склучат нов или да го обноват постоечкиот договор. При тоа додаде дека јавното претпријатие Градски паркинг сака да одземе дел од паркинзите на Центар и на тие паркинзи да се наплаќа за сите, вклучувајќи ги и жителите на Центар. Се работи за паркинзите во Дебар Мало, Буњаковец и Домот на градижници. Ние воведуваме бесплатно паркирање, односно доколку сега некој пример ќе земам во сектор Капиштец,
бил ограничен да паркира само во тој дел, сега ќе може да паркира и во другите сектори, односно во зона 1 и 2, бесплатно, без ограничување. До сега било дека требал да плаќа. А во местата каде што стопанисува јавното претпријатие градски паркинг, тие си ги наплаќаат услугите без разлика дали е некој општина центар, со тоа што сега за сега се уште имаме валиден меморандум на местата каде што се спојуваат, односно каде што се судираат наша улица, односно наше паркиралиште со нивното, да можат и таму да тие граѓани од таа улица да ги користат повластиците што ги нуди општинското паркиралиште. Председателот на Советот Мирослав Шиповиќ ги повика сите советници во Советот на Општина Центар да работат едногласно и во корист на жителите на Центар. Сега сакам да ги повикам да ги надминат ситните партиски интереси, да бидеме единствени за доброто на граѓаните на Општината Центар. Целта на екстерното тестирање е постигната. Процентот на отстапки од планираното е релативно мал, што ни дава за право да го квалификуваме процесот како успешен. Очекувам дека од следната учебна година овој процес ќе стане рутински во сите училишта и за сите засегнати страни, оцени министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Тој денеска им се заблагодари на сите учесници во спроведувањето на екстерното тестирање, за кое посочи дека е реформа што ќе го зголеми квалитетот на образованието во Македонија. Најважно е што масовниот процес бил успешно спроведен, а дека во иднина се веројатни промени во системот за да се поправат недостатоците пријавени од училиштата. Тестирањето на 193.176 ученици, со кое се оценува колку наставниците се објективни во вреднувањето на нивните знаења, беше прво оваа година и се спроведе од 27 мај до 8 јуни. Мал процент ученици или оделенија ќе бидат тестирани втор пат поради неправилности кои биле утврдени од просветните инспектори, кои во текот на процесот извршиле 320 надзори на училиштата. Екстерното тестирање го полага ученици од 4-то оделение до 3-та година средно. Тестот траеше 60 минути и содржаше 30 прашања на мајчин јазик на ученикот. Оценките што ќе ги добијат на тестирањето ќе бидат впишани во свидетелство и ќе влијаат на вкупниот успех. Поголемо учество на младите во различни сегменти во општеството, вклучувајќи ги локалните избори, е целта на проектот поттикнување на младинското учество во политичките процеси. На денешната трета фаза од процесот кој започна во ноември 2012 година беа презентирани резултатите од анализите кои говорат дека младите во изборните програми на кандидатите за градоначалници биле вклучени во одредена мера. Кандидатите за градоначалници во 8 општини кои биле вклучени во анализата која е дел од проектот поттикнување на младинското учество во политичките процеси, ги вклучиле младите во нивните изборни програми во одредена мера. Ова е заклучокот од третата фаза од процесот за вклучување на младите во политичките процеси кои започнаа да се спроведуваат во ноември 2012 година, во која преку формирани работни групи беа заклучени проблемите и потребите на младите. Младинската невработеност е најзастапен приоритет на млади луѓе кои се третира од страна на кандидатите. Во споставувањето на формални младински тела и подршка на младинските организации се најчести решенија во оваа област идентификувани од младите луѓе. Извршниот директор на коалицијата на младински организации сега потенцираше дека примерот на град Скопје треба да го следат и останатите општини во Република Македонија. Овој пример на градот Скопје треба да го следат и останатите општини во Македонија, во кои што е неопходно да се креира рамка во која што политичарите, односно оние кои што ги носат одлуките во општините, ќе дадат специфична насока што ќе прави нивната општина за да го подобри живењето на младите. Викаме ние согласно Европската поголба во секојдневното живење. Тоа ги опфаќа сите сегменти, го опфаќа сегментот на вработување, домување, здравството, образование, култура, искористување на слободното време и се останато што е секојдневно функционирање и живење на младиот човек. Процесот за изработка на стратегијата за млади е финансиски поддржан од градот Скопје, Алда, Долна Нормандија, Агенцијата за млади и спорт и коалицијата на младински организации Сега. Агенцијата за млади и спорт, која е вклучена во проектот, настојува да реализира и спроведува ефикасна политика за младите. Агенцијата за млади и спорт како учесник во спроведувањето на проектот креирање на локални младински стратегии учествуваше во досега изработените околу 10 во Република Македонија. Овие стратегии се со цел да се утврдат потребите на младите, како и нивното учество во решавањето на нивните проблеми на локално ниво, но и во повеќе сегменти како што е образование,
вработување, социјална вклученост, здравје, спорт, волонтерство, култура и така натаму. Оваа анализа има за цел да оцени колку активностите за застапување кои беа спроведени резултираа со вклучување на активности кои се од голема важност за младите во изборните програми на политичките партии во опфатените 8 локални општини. Ознаките на Макдоналдс се отстрануваат, а во наредните 4 месеци нема да се знае ниту неговата судбина. Вработените нема додатна работа, но ќе земаат плата. Се обидуваме низ институциите на системот да ги разрешиме проблемите. Разрешувајќи ги проблемите, не би сакала вработените да страдаат заради одлуката на некој поединец. Верувам дека за кратко време ова ќе се разреши и ќе се продолжи со работа, изјави мнозинскиот акционер на компанијата СЈ и собственик на франшизата Светозар Јаневски. Нагласи дека договорот е еднострано прекинат, а причините според него се ирелевантни. Тие се уште имаат договор и тој трае 20 години и бараат почитување на законите и правата. 7 ресторани Макдоналдс беа затворени на 14 мај по прекинувањето на 15 годишниот договор за франшизата. Компанијата СЈ ја има франшизата на Макдоналдс од 1997 година, кога беше отворен првиот ресторан и обезбеди вработување на повеќе од 200 лица. Најголемиот дел од размислувањата се дека компанијата која нудела франшиза имала инвестиција тука. Компанијата која дава франшиза, ни една од тие компании нема нити Хилтон, нити Кока-Кола, нити Макдоналдс немаат инвестиции. Они имаат договорен однос со компанијата. Од 15 до 21 јуни во Куршум, Лијан и МКЦ официјално стартува фестивалот на креативен документарен филм Македокс 2013. Фестивалот ќе започне со проекција на филмот Скопје 63-та во чест на 50 годишнината од Скопскиот земјотрес и со оскаровскиот филм Барајќи го Шугармен. Годинишното издание се нарекува Детокс затоа што кромидот како заштитен знак ги прочистува токсините. Томислав Атанасовски. Со проекција на филмот Скопје 63 во чест на 50 годишнината од Скопскиот земјотрес и со оскаровскиот филм Барајќи го Шугармен, во сабота на 15 јуни и официјално започна фестивалот на креативен документарен филм Македокс детоксикација. Фестивалот ќе биде поделен во 4 програмски целини и категории: главна програма, нови автори, балкански документарци и краткометражни документарни филмови, а интернационалните документарни филмови и оваа година ќе не прошетаат и доближат до емотивните стории на главните улоги. На фестивалската програма ќе има и 4 македонски документарци. Јас прво сакам да објаснам, дека ова година ни е насочена кон детоксификација. Тоа издание зборува за детоксификација преко документарни филмови кои што на некој начин отсликуваат, или се огледало на денешен свет кој што живееме. А од друга страна и кромидот као наш заштитен знак и символ има таа функција, токсини ги изфрла надвор од телото. Ова година имаме работилница за аудиодизајн, ќе изведе Владимир Ракич, аудиодизајнер од нашите простори, работи и делува во Амстердам и Берлин веќе 20 години. Искусен аудиодизајнер, креативен, практично ќе работи на проекти кои што се во конечна фаза, доработка на аудио. Пријавени се веќе 4 проекта на работилницата. Ќе имаме уште една работилница за примената на музиката во документарниот филм. И сега може и технички информации да ви дадам за проекциите. Проекциите почнуваат во Куршумјан од 9 часот секоја вечер. Вторите проекции се од 23. Во МКЦ во киното Фросина проекциите од балканската селекција се од 19 часот. И од 16 ќе имаме реприза на еден филм од претходната вечер во Куршумјан, ќе се одржуваат проекциите од 21 часот во киното Фросина. Сите гости кои што ќе бидат присутни ќе има дебата со нив после проекциите, така што ќе има доста дебати исто така и во киното Фросина. Цените на билетите годинава се пакет карта за целиот фестивал ќе чини 900 денара. Вечерните проекции во Куршумјан, за цел вечерната програма ќе чинат исто како и минатата година 150 денара. Влезниците за проекциите во Фросина, поединечно за секоја проекција ќе бидат 50 денара. Така да оваа година возголемивме на наша огромна радост и бројот на македонски филмови кои што се вклучени во програмата.
Со се филмот на Мама Европа на Петра и Брант имаме уште 3 филмови кои што се во програмата. Сите 3 се во програмата на Балкански кромит или балкански документарни филмови, која што нема надпреварувачки карактер. Тоа се филмовите Сребрената песна на Кирил Шентевски, Љубовно писмо до алтернативната култура на Симиша Евтимов и Верувам во љубовта на Игор Иванов Иси. Фестивалот ќе има и надпреварувачки карактер, а документарните филмови ќе се надпреваруваат во 4 категории и ќе бидат оценети и наградени од различни жирија. Наградите се Кромит за најдобар филм во меѓународна конкуренција, Млад Кромит за најдобар филм на нов автор, Кокарче за најдобар филм за деца и млади и награда за филм за најдобри етички идеи. Фестивалот ќе се одржа во Куршумли Ан и во Македонскиот културен центар. Новитет оваа година се репризите на филмовите кои ќе бидат прикажани во МКЦ. Фестивалот и оваа година ќе го продолжи своето патување низ Македонија. Во месец август, карванот ќе го посети Кумановскиот регион. Сите љубители на документарните филмови ќе имаат можност да бидат дел од дискусиите под смоква, организирани за време на фестивалските денови секој ден во 18 часот. Скопје мирисе на кафе е мотото на второто издание на Кофифест, кој ќе се одржи од 13 до 16 јуни во кафе бар АБЦ и представува настан кој го слави мирисот на кафето. Идејата на овој фестивал е на едно место да се соберат сите оние на кои кафето им представува задоволство, производителите и дистрибутерите на кафе и опремата, како и крајните уживатели. Во 4 фестивалски дена, покрај штандовите на изложувачите на кафе и чај, посетителите ќе може да бидат дел од фестивалската бина, која ќе биде центар за забава и едукација, преку презентации на нови производи, до надпревари на баристи, дегустации, афтерворк забави, работилници наменети за најмладите и музичка програма. Во рамките на првиот фестивалски ден ќе се одржи второто државно првенство на баристи на Македонија во организација на Сдруженијето на бармени на Македонија и Кофи Академи. Во рамките на Кофифест ќе се одржи изложба на фотографиите од наградениот конкурс Кафе Мафе. Најдобрите фотографии ќе бидат наградени од страна на Скопје Кофи Фестивал, со курсеви по фотографија, награди од купи слика како и ваучери за Кофи Фестивал. Фразата Скопје мирисе на кафе означува повик на дружење и начин со некој близок да поминете дел од своето слободно време. Една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите е тоа дека Македонија доживеа нов пораз од фудбалската репрезентација на Норвешка во пријателски надпревар.